Скъпи приятели на Палспорт, аз се казвам Илиян Койчев и за мен е огромно удоволствие да ви представя моя специален събеседник, футболиста на Левски, Никола Серафимов. Никола, здравей, как си? Здраво, супер, благодарен за поканата. Вече половин година си в Левски, как се чувстваш в отбора? Јас уште од првиот ден кога дојдов тука, дојдов таков впечаток дека се е на едно многу високо ниво. Добро сум прифатен од сите во клубот, уште од првиот мој ден, од соиграчите, од стручниот штаб и од сите кои што работат и се дел од клубот. Во Софија исто така се чувствувам многу добро. Тоа ми го кажува останатите играчи дека кога си фудбалер на Левски во градот, сите те препознаваат, сите сакаат да разговараат со тебе, да направат некаква слика за спомени и сето тоа, така што сум многу пријатно изненаден. То между така беше и когато дойде. Един човек те чакаше и веднага за автограф. Така е. Лесно ли се свиква с подобна слава? Не би рекол ни дека е лесно, ни дека е тешко. Мислам дека тоа е еден нормален процес кој што треба да го поминеш и тоа е нормално за секој поголем клуб, специјално тука на Балканот. Мислам дека во сите држави има 2 или 3 клуба кои што имаат голема фан база, па така е случајот и во Левски. Така што уживам во секој момент тука. Когато ти дойде в Левски, отборът вече беше лидер в първа лига. Очакваше ли обаче, че ще се борите за титлата по това време на годината? Нормално, уште кога беше првиот контакт да дојдам во Левски, како и секој друг фудбалер, отворив да видам, да се запознам со тоа каква е ситуацијата во клубот, прашав некои луѓе. Дарко Тасевски е член на стручниот штаб тука, така што имав можност да разговарам и со него и нормално со шефот на стручниот штаб, така што уште во тој момент знае кои се целите на Левски за оваа сезона. Мислам дека сме на правилниот пат и само треба да одиме чекор по чекор до целта. А брзо ли се адаптира към клуба, към българския футбол, към Софија, към отбора като цяло? Па како што ти кажав и пред малку, во тимот се прилагодив, мислам дека многу брзо, немав проблем околу тоа. За бугарското првенство во целост не знаев толку многу, знам дека се големи клубови Левски, Лудогорец, ЦСКА Софија, Ботев Пловдив, Локомотив Пловдив. Така што имав некои информации и за тоа, меѓутоа со текот на времето се повеќе и повеќе се адаптирав и мислам дека немав никаков проблем да го поминам тој процес. А как се работи с Хулио Веласкес и неговия штаб, в който ти сам каза има твой сънародник Дарко Тасевски? Морам да кажам и го напоменувам тоа секој пат кога разговарам дали со мои пријатели или фудбалски работници и слично, дека сум многу среќен што имам можност да работам со тој стручен штаб. Не е тоа само една фраза која што ја кажувам, но навистина го мислам тоа дека секој еден од нас кој што е тука во овој момент треба да биде среќен и треба да биде фокусиран да го извлече најдоброто, затоа што овој стручен штаб ни дава многу секој ден и не тера секој ден да бидеме подобри од секој натпревар да добиваме нешто плюс. И мислам дека од нив може стварно многу да се научи и да се надоградуваш како играч. Никола Серафимов, Кристиан Макун, Кристиан Димитров, Стипе Вуликич вече. Много голяма конкуренция има за поста на централен защитник. Мотивира ли тази конкуренция? Нормално. На секој тренинг и на секој натпревар, како што кажа, конкуренцијата е голема, не само на мојата позиција, туку на сите позиции во тим. Мислам дека сме добро пополнети. Така што тоа е само еден мотив и стимул плюс да работиш повеќе секој ден, да се трудиш повеќе секој ден, да го даваш најдоброто од себе и мислам дека тоа на некој начин ни помага да бидеме на таа позиција каде што сме во моментот и се надам дека така ќе продолжиме. Ти направи свој дебют като десен защитник, даже може би имаш повеќе мачове като десен защитник отколкото като централен. Как се чувстваш на тази позиција и всъщност можеш и да станеш един десен защитник?
Тоа за мене е нешто ново, како што кажа, дебитирав на таа позиција и во тој момент за мене тоа беше нешто ново, затоа што не сум играл на таа позиција, меѓутоа ако стручен штаб мисли и процени дека можам да дадам добар перформанс од таа позиција, тоа навистина значи дека можам да го направам тоа. Така што пробав да се адаптирам, нели, во најкраток можен период и да го давам својот максимум. Така што не представува за мене проблем. За мене е најбитно да играм на надпреварите, на која и било позиција, и секогаш ќе се трудам да го давам најдоброто од себе. Съвсем наскоро Евертон Бала каза, че на вашите тренировки е изключително здрави сблъсъци. Има много трудно да играе срещу вас, защитниците. На тебе, срещу кой от нападателите на Левски ти е най-трудна тренировка? Сите од нив имаат некои своји квалитети, поради тоа се дел од овој клуб. Можем да го кажем истото тоа што Бала го каза за нас, одбранбените играчи, можем да го кажем истото за нашите напаѓачи, дека е навистина тешко да се справиме со нив на тренизите, но пак ќе кажам, сето тоа помага во тој процес да се подобруваме и да ни биде полесно, нели, на надпреварите против останалите противници. Така што тоа е една многу добра работа за целиот тим. Има ли нещо в българското първенство, което ти направи някакво по-специално впечатление до сега в мачовете? Во българското првенство како целост не, но ќе кажам конкретно за Левски. Тоа е неверојатно и за прв пат имам шанса да играм пред таква публика. Дали на домашен терен, дали на гостински терен, ние всушност секогаш сме домакини, ајде да кажем, и сум многу пријатно изненаден од тоа, затоа што нели претходно игра во Унгарија и во унгарското првенство нема толку многу клубови кои што имаат таква голема фан база, нели сите клубови имаат ајде да кажеме некоја своја навивачка група, но тоа не е како тука, не се оди на сите далечни гостувања по 2 по 3 илјади луѓе, така да тоа е една од тие работи која што ме фасцинира. Месец март може да е много ключов не само за Левски в борбата за титлата, но и за националния отбор на твоята държава, за който ти пожелавам да бъдеш повикан отново. Предстои важен плейоф за класиране световното срещу Дания. Да. Ще успеете ли да зарадвате вашите привърженици, особено предвид, че сте им длъжници след последния мач срещу Уелс? Должници сме големи, да, но не треба да го заборавиме сето тоа што го поминавме во изминатите 2 или 3 години. Ние повеќе од 2 години немавме пораз на официјален надпревар, мислам дека се 14 или 15 надпревари. Така што можам да кажам дека сами се доведовме во оваа ситуација да притисокот биде многу голем врз нас. Мислам дека имаме еден стварно добар колектив. Овој пат имаме нов стручен штаб. За прв пат после неколку години имаме нов селектор и нов стручен штаб. Времето е многу кратко за адаптација и за запознавање со нив и со нивните идеи, но мислам дека ова е многу голема шанса, да не речам историска шанса за нас. Првиот пат кога игравме бараж за светско првенство, нели успеавме да елиминираме Италија, но после тоа изгубивме во Португалија. Сега неколку години после тоа одново имаме таква шанса и искрено се надам на недоброто. Тоа е сон на секој фудбалер. Преди началото на разговора си говорихме за Вардар, за това, че отпаднаха за купата. Ти си шампион на Македония с Вардар, който сега е на път отново да стане шампион за първи път, всъщност откакто ти беше там. No. Радваш ли се то? Рано е да се радваш, но следиш ли представянето им и щастлив ли си от това, което правят до момента? Многу сум среќен што Вардар е на оваа позиција која што е во овој момент, затоа што долги години Вардар се мачеше во македонскиот фудбал. Сите знаеме дека тоа е најголемиот и најпознатиот фудбалски клуб во Македонија, најтрофениот. Така што Вардар заслужува да биде на ова место кое што е во моментот. Секако дека ги пратам, кога имам време, ги гледам нивните надпревари, таму имам многу пријатели.
и од фудбалерите и од луѓето кои што работат во клубот, така да им посакувам се најдобро и се надевам дека оваа година титулата ќе се врати во Скопје. Никола, финално, најважниот вопрос. Водите се с 10 точки на Лудогорец в момента. Смяташ ли, вярваш ли, че Левски ще стане шампион? Можам да кажам дека верувам, да. Дека секој еден од нас тука верува дека може да бидеме шампиони, но тоа не е доволно. Има уште 14 надпревари до крајот, вклучувајќи го и плейофот, така што мислам дека не треба да гледаме многу далеку, треба да гледаме сега во моментот, да не залажува тоа дека имаме 10 бодови предност, затоа што во фудбалот све се менува преку ног, што се вика. Така што стварно на нас секој тренинг да работиме исто како и до сега, па дури и посилно. Секој натпревар да влегуваме со таа помисла дека може да направиме нешто големо за клубот, за градот и за сите наши навивачи. И се надевам дека на крај на сезоната ќе успееме да стигнеме до целта.